Викендов се играше 15-тото коло во првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција, во кое ЖФК Кочани како домакин доживеа висок и убедлив пораз, со што се зацврсти на долниот дел на табелата. На стадионот Никола Мантов во саботата гостуваше тимот на спортски центар Истатов од Нов Дојран, кој ја потврди улогата на фаворит уште пред надпреварот, па на крајот заслужено славеше победа од 12-0. Иако ваквиот расплет за нашите фудбалерки можеше да се предпостави, со оглед што гостинките се меѓу кандидатките за освојување на шампионската титула, сепак дека тоа ќе биде двоцифрен пораз никој не очекуваше. Најавата за освојување на бодовите дојранчанки ја покажаа уште во првото полувреме кога поведоа со 5-0, а до крајот на средбата дадоа уште 7 гола и заслужено се радуваа на победата. Со освоените 11 бода досега, ЖФК Кочани останува на 10-то место на табелата, а во следното коло ќе гостува на тимот на Каменица Саса, кој сезонава игра добро и е пласиран 5 места повисоко. Во пинпонгарското првенство на првата и Суперлигата се одиграа завршните кола, со што е познат и пласменот на екипите. Пинпонгарите на Кочани во последното 14-то коло се сретнаа со лидерот Радовиш и загубија со 4-2, но тоа воопшто не влијае на нивниот најголем успех досега, имајќи предвид дека го освоија второто место и ќе играат бараж за влез во Суперлигашкото друштво. И покрај тоа што нашата екипа има заостанат надпревар против Струга, со освоените 23 бода обезбеди шанса од догодина да игра во повисок ранг. Од друга страна, радовишани беа најубедливи сезонава, па директно влегуваат во Супер пинпонгарската лига, додека кочанските пинпонгари во баражот ќе се сретнат со тимот на Универзитет Гоце Делчев од Штип. Всушност, Штипјани како предпоследни во Суперлигата, токму против нашите пинпонгари ќе се обидат да го зачуваат статусот. Двете екипи имаат доволно време за подготовки, со оглед што баражнат преварот ќе се игра во мај.